Историја на Северна Македонија, реалност или не, пред јавноста молк, пред колегите правдање и индиректна закана, ке се дознаело кој е кртот. До вработените во Институтот за национална историја стигнал имејл од професорката Билјана Ристовска-Јосифовска, во кој таа тврди дека во медиумите се пласирале дезинформации, но не објаснува што се дискутирало во Комисијата за класификација на научни дисциплини. Сакам да ја демантирам информацијата дека бил даден предлог за област историја на Северна Македонија од страна на Институтот за национална историја или од мене како член во групата. Со оглед на тоа што се работи за јавно изнесен збор, можно е да дојде и до судска разврска, по повеќе основи, во која би бил утврден изворот на дезинформациите. Во имејлот до кој дојде Алфа сепак не се демантира дека за такво нешто се разговарало во комисијата. Нашиот извор открива дека од неа се барало дополнително објаснување, но за сега го нема. PS, сакам да верувам дека ниедно од наведените шпекулации, клевети и лични информации во написот или пак мојот телефонски институтски број на кој ме бараше новинар не произлегле од колеги воини. Информацијата дека била иницијатор историјата на Македонија да стане историја на Северна Македонија ја потресе Билјана Ристовска-Јосифовска, но не за да одговори на новинарските прашања кои се поставуваат 2 дена поред, туку да испрати официјален мејл до своите колеги од Институт за национална историја. Инаку според информациите на Алфа, телото со компликувано име има предлог историјата на Македонија да стане историја на Северна Македонија. Според нашите информации во предлог верзијата која е пред комисијата воопшто нема област историја на македонскиот народ, а ако биде прифатена, тогаш македонската историја од средниот, новиот век и така натаму би станала историја на Северна Македонија во сите историски периоди, со што де факто би станала географска, а не национална историја на македонците. Од друга страна, нашите извори откриваат дека оваа комисија подготвила и предлог да биде воведена област историја на албанскиот народ, со оглед на тоа што никој ниту демантира, ниту потврдува, ниту пак кажува зашто било разговарано со станокот зад затворена врата во предавалната 61 на земјоделскиот факултет, се поставува прашањето дали се ова представува пробен балон за пулсот на граѓаните на оваа тема, пошто евентуално овој предлог би бил јавно објавен.